почитувани граѓани, почитувани медиуми. На сите ученици, студенти, на сите наставници и професори им го честитам одбележувањето на 24 јануари, Меѓународниот ден на образованието. Образованието е клучна алка за градење на иднината и напредокот на целото општество. Образованието е најсилно орудие за демографски промени и јакнење на идните капацитети на нашата држава. Затоа, како социјалдемократи, кои што ја предводиме владата во сите наши постапки и одлуки, се водевме од општиот државен интерес и правата интересите на учениците на наставно-научниот кадар. Во овие вонредни услови на пандемија вложуваме надчовечки напори да обезбедиме достапно, навремено и квалитетно образование и го постигнавме тоа. Министерството за образование и наука покажа капацитет, покажа подготвеност и денес учебната година се одвива непречено и според утврдена програма. Во изминатите години комплетно го реформиравме средното стручно образование, кое сега овозможува директно поврзување со стопанството, а учениците учат практични вештини директно на работно место во работни организации. Како поддршка кон ова, за прв пат по многу години средните стручни училишта ги опремивме со модерна опрема во училишните работилници за реализација на практична настава. Уште повеќе, бидејќи светски тренд е доживотно учење, во 3 плански региони формиравме регионални центри за стручно образование и обука, во која повозрастните ќе можат да се надградуваат, преквалификуваат и доквалификуваат за потребите на нашето стопанство. Пандемијата не беше пречка да се започне уште еден суштински важен процес – реформирање на основното образование. Новата концепција нуди интердисциплинарен пристап, кој ќе им овозможи на учениците поквалитетна настава, подобро и потемелно разбирање на материјата од сите научни дисциплини. Градиме инклузивно образование, достапно за секое дете, кое вистински ги подготвува младите за иднината. Создаваме образование кое не учи да учиме и кое ќе му овозможи на секое дете да го достигне својот полн потенцијал. Се тоа го правиме со исклучителна посветеност и ни широк консултативен процес, бидејќи промените ни се важни и треба да дадат резултат. Како партија која е предводник на владини политики, кои што се во интерес исклучиво на граѓаните, постојано инвестираме во развој и унапредување на образованието. Свесни за важноста на наставниот кадар, уште во првите месеци од првиот наш мандат ги зголемивме платите во образованието. За само 3 години платите во основното и средното образование ги зголемивме за над 2100 денари, а во високото образование за над 3200 денари. Во првите месеци од вториот мандат за прв пат воведуваме кариерен развој. Наставниците во основно образование имаат можност да станат наставници ментори и наставници советници, со што, освен што професионално ќе се издигнуваат, ќе добијат и финансиски бенефит. Континуирано вложуваме и во изградба на нови и реконструкција на постоечките објекти на основни и средни училишта, како и изградба и реконструкција на спортски училишни сали. Заложбите на владата, предводена од СДСМ, за унапредување на образовниот систем се докажуваат и со буџетот за оваа 2021 година. Буџетот на Министерството за образование и наука за оваа година е поголем за 1,1 милиарди денари, каде најголем дел од овие средства се насочени директно за подобрување на образовниот систем. Капиталните инвестиции се проектирани на 1 милиарда денари, што е за 2,5 пати повеќе во однос на минатата година. Со овие средства обезбедуваме поквалитетен образовен процес за околу 100.000 ученици. Откако предходно за 3,5 пати го зголемивме опфатот на деца кои добиваат детски образовен додаток, оваа година со 900 милиони денари наменети за стипендии за ученици и студенти,
го подобруваме и унапредуваме студентскиот и ученичкиот стандард на околу 50.000 млади лица. Почитувани, образованието е нашата сегашност и иднина. Затоа, како одговорна партија продолжуваме да вложуваме во наставниот кадар, да вложуваме во објектите на училиштата, продолжуваме со грижа за учениците и студентите. Продолжуваме преку реформирано и квалитетно образование да создаваме подобра иднина.